Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Ова видео е инспирирано од една фраза која чув случајно на минување, а фразата беше "Незината мака е многу помала од мојата" или обратно, "Мојата мака е многу поголема од незината". И сакам да зборувам за маката, страдањето, болката, меѓутоа и за потребата таа болка и тоа страдање да ни биде уважено и нашата потреба да докажуваме собствената големина преку тоа што нашето страдање ќе биде поголемо од нечие друго и потребата да не ја уважуваме туѓата болка, односно да си дозволиме себе си да правиме проценка за тоа како се чувствуваат и колку е големо и важно тоа што го чувствуваат другите луѓе. Па да одиме со ред. Живееме на поднебје каде што големината на човекот некако се одредува според страдањето, каде што луѓето сакаат да се истакнуваат колку се јаки, колку поминале, колку издржале, а всушност сечи живот содржи и некои маки и некои страдања и сите луѓе на тие маки и страдања одговараат онака како што знаат и умеат, онака како што се подготвени, некои се штитат, негираат, потиснуваат, некои се повлекуваат, многу болуваат. И тоа е многу очигледно, некои се носат поинаку, не покажуваат, некои токму во таквите ситуации се држат колку што може најнасмеани, најсилни, но се разбира дека ако гледаме од точка на тоа што е здраво, што е нездраво, што е зрело, што е незрело, што повеќе остава последици, така натаму. Да, постојат начини како може тоа да се промени, што со тоа се крие, што се потиснува, што се покажува. Меѓутоа, ако гледаме чисто човечки и со разбирање, прво не треба да критикуваме, второ треба да оставиме затоа што не е тоа наше. Секој на свој начин да си го изживее своето страдање, својата мака, да си најде начин кој него најмногу му одговара, како ќе се носи со тоа. Сега ако се работи евентуално за блиски луѓе и ако видиме дека повеќе им прави штета, дека им е потребна помош или ако ни побараат помош, може би тогаш можеме и некако да изреагираме. Инаку, апсолутно немаме право да се мешаме во туѓите чувства и во туѓите начини на носење со собствените чувства, особено ако не се работи за мали деца, а често тие луѓе и си изградиле некоја одредена матрица врз основа на која и реагираат, се носат, ја преточуваат својата тага и се обидуваат да се носат преку своите уверувања, преку своите системи на поддршка и ние со тоа ништо немаме. Немаме право да проценуваме колкаво е страдањето и маката на другите, нити пак да им наоѓаме начини како треба да страда, како да им биде полесно или потешко, особено ако од нас не го побараат тоа, затоа што луѓето имаат право на свој начин да го доживеат тоа и генерално да не се споредуваме со другите луѓе, а особено да не ги споредуваме нашите маки, проблеми, предизвици, страдања само поради тоа што сакаме да го уважиме тоа што ние го чувствуваме. Може би тука треба да се запрашаме дали ние имаме можност да го артикулираме тоа како се чувствуваме. Дали може би не бараме заслуга и разбирање од нашите најблиски како сме се носеле и износиле со некоја наше мака и страдање. Дали може би некој нас не ни го валидизирал нашето страдање, нашата тага болка, што и да е. Па затоа имаме потреба јавно да се покажуваме, кажуваме и докажуваме дека моето страдање е поголемо од твоето, од нечие друго. Не постои мало и големо страдање. Да, знаеме што е помал предизвик, што е поголем во животот, со кои работи можеме генерално сите луѓе да се носиме и не зборувам за тоа. Меѓутоа, не постои помала и поголема болка во зависност од тоа што се случило и со што се соочува поединецот. Постои мала и голема болка во зависност од тоа како тој ја чувствува. И доколку некој предизвик, кај некој човек предизвика помалку чувства, трае пократко, тоа е некоја помала мака, помало страдање, тоа не значи дека тој нема право да ја доживее како многу голема, како многу страшна.
da одболува подолго време, да му треба да се врати назад и така натаму. Или пак ние возрастните забораваме кога сме биле деца и кога сме биле млади, колку ни биле важни некои животни предизвици, некои настани, некои промени, некои соочувања со себе, со својата ранливост, со љубовта за љубеноста, со оставањето, со слабите оценки, со паѓањето испити, со раскинувањето на другарства кои сме верувале дека многу ќе траат, со за нас ситни проблеми од типот на промени во килажата, нечиста кожа или појава на целулит, проблеми кои што можеби многу подоцна ни изгледаат многу неважни, многу ситни, многу небитни, кога би сакале да можеме да ги имаме само тие проблеми, мислејќи дека сега со годините кои сме ги поминали, искуствата кои што ги имаме, нема да не повредат толку, нема да ни значат, нема толку да се мачиме, нема да страдаме. Меѓутоа, не смееме да не е убаво, не е човечно да им ја одземаме тагата, маката, страдањето, да им ја забрануваме, особено кога се работи за помали деца, за млади луѓе, затоа што така може да примат различни пораки, дека се неспособни, дека се многу слаби, дека не умеат да се носат со своите маки, страдања, проблеми, таги, а не е до нив. Само едноставно ние сме заборавиле како сме се чувствувале, како не сме знаеле, не сме умеле, како не сме можеле да се носиме со тоа исто како и нив. И убаво е да се разбираме едни со други колку повеќе можеме, тргнувајќи од фактот дека сите ние сме и јаки и слаби, само тоа се гледа во ситуации кога е потребно, на свесно или несвесно ниво, кога му е потребно на нашето тело или на нашата душа да бидат згрижени, да се одморат, да се исплачат, да се опуштат, да опуштат тоа што носат во себе, предизвикано можеби од некои надворешни ситуации, настани. Меѓутоа, тоа не ни дава право да пресудуваме, да споредуваме и да определуваме како тоа некој треба да се носи со своите маки, страдања, проблеми. Колку се тоа тешки неговите во споредба со нашите, колку се другите луѓе слаби, а ние сме јаки, колку некој е јак во споредба со други луѓе кои се слаби, затоа што ние сме и јаки и слаби во одредени ситуации во животот, прошто може да бидеме изненадени од себе си и од своите најблиски, колку може да бидеме јаки во одредени ситуации, во одредени предизвици, кои животот ни ги носи ненајавено. Но исто така, можеме да бидеме изненадени, и тоа е дел од животот, колку во известни ситуации, од кои можеби не сме очекувале да излеземе толку слаби, толку неспособни, толку немојкни, затоа што сме имале поинакви очекувања од себе си, или од нашите најблиски, или од другите, затоа што не сме успеале да ја видиме големината на предизвикот, затоа што не сме биле подготвени, сме потиснале нешто, па не сме почувствувале колку многу не повредило нешто што не би требало да не повреди. Затоа вреднувајте ја својата мака, своето страдање, својата болка, за да можете да ја вреднувате, препознаете и туѓата, искажете ја, споделете ја, изболувајте ја. На крајот, да се биде јак човек не значи само да се биде стабилен, сталожен во такви ситуации, да се износат работите на грб без бор. Да се биде јак, односно да се биде човек, значи и да се знае, да се умее, да се сподели, да се каже да, уморен сум, да, многу ми е, да, тешко ми е, да, ми треба помош, да, во мом периодов страдам, боли и така натаму. Не е слабост тоа, напротив, само е човечност. Само сме ние и едното и другото. Споредувањето со туѓите маки е исто како и да се споредуваме со тоа. Јас сум посреќна поради тоа што имам ова или она. Јас сум посреќна поради тоа што се однесува некој со мене вака или така, што добив тоа што добив, а некој друг не го доби. Не можеме да знаеме за себе понекогаш, а не за другите. Се гледаме во некој следно видео со некоја нова тема.